Почитувани колеги, од причини што претседателката нема смелост да го стави на гласање, јас предлагам мојот предлог да биде на гласање со откревање на гласа. Кој е за резервирање на претседателката Весна Дамев да крене раца? Молам службите да бројат. Шест. Само, како се? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ова јас не учествувам до ова, одлуката нема да подпишам. Председател на судски совет не може више да раководи со седницата. Колеги, за утре во 11 часот закажуваме нова седница, избор на председател на судски совет. За денеска седницата е завршена. Ви благодарам. На записник морам да укажам дека ви благодарам многу, ме спасивте мене, ако е тоа последното, бидејќи ова одлука ќе биде противзаконска но очигледно треба некои желби да бидат исполнети. Одлука донесена на ваков начин во присуство на председател на судски совет со гласање од 7 гласа, каде што нема ниту потврдено, ниту предвидено основ за разрешување на председател на судски совет, а особено нема и број на гласови со кој се носи одлуката, заменик председател си зема за право да констатира престанок на председателна функција да председател на судски совет, со што го одзема мандатот, и јас на вистина не знам овој епилог како ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и текако задоволни ако во ова успеат. Јас не се откажувам, битката продолжува и многу работи може уште полоши да бидат. Ви благодарам, колеги. Што ќе преземете после ова? Ќе видиме. Сега веќе ова е анархија. Судскиот совет се вклучи во анархија. Јас на вистина се плашам дека веќе се излезе од контрола. Веќе се, мислам, гледате на присутни, ми го зима правото на збор со 7 гласа. Кога изборот на председател се врши со 8, основ за разрешување на председател на судски совет нема. Со 7 гласа одзимаат мандат на председател на судски совет. Не знам шо, искрено сум изненадена, бидејќи некои се дел од судии се. Ова освен задолжително денес нападствија и наредби да се разреши председател на судски совет, друго почитувани Кој наредби кажете? Не можам, искрено изненадена сум. Вакво недемократско однесување, ваква анархија јас не сум видела. Особено не од телото кое е на високо, највисоко на рангот на судската пирамида и од кој се очекува многу резултати. Токму ради тоа ни е довербата до 4%, бидејќи истите тие, се надевам, предпоставувам членови, не предпоставувам, јас и не можам се да изнесам, се оние кои што обструираат целата работа во подобрување на работата. Ви благодарам, јас си одам со крената глава, но ова не знам како ќе имајте во писмено.